Ајде да се вратиме на првата злоупотреба. На овој закон му е ставено европско знамеце. Опа. Тој што ја знае, прво една од најголемите критики во последниот извештај на Европската унија, но тој што ја знае регулацијата на игри на среќа, знае дека во Европската унија нема ниту една директива или регулатива кој што ги регулира игрите на среќа. И амбасадорот Гир многу отворено тоа го има кажано. Значи пред неколку месеци ве критикува ЕУ дека го злоупотребувате европското знамеце, не чекате, повторно продолжувате со истата практика. Целта на законот не е да се ограничат казината, обложувалниците и другите приредувачи, не е тоа целта. Целта на законот е прво да се изврши легализација на неколку противзаконски одлуки кои што владата ги има донесено во последната година, поврзани со нова видеолотарија, нови онлайн лотарии и така натаму, одлуки кои што се донесени спротивно на законите, на важечкиот закон во тој момент, и целта е со нов закон сето тоа да се направи легално. Истовремено, да се расшири пристапот на онлайн игрите на среќа, што по мене е еден страшно опасен феномен. И затоа сметам дека се работи за закон кој што следниот собраниски состав во најитен рок ќе мора да го стави вон сила. Истовремено, ако ме прашате за моje мислење, да, мислам дека има превисок степен на пенетрација на игрите на среќа во нашето општество. Но доколку сакате вие тоа да го решите, има искуства и начини како тоа можете да го направите. Еден пример да дадам. Целосно ограничување на маркетингот и рекламирањето на приредувачите на игрите на среќа. Да не може да имаат билборди, да не може да имаат реклами по телевизија и радио. Второ, целосно ограничување на како изгледа еден приредувач на игри на среќа од неговиот надворешен изглед на објектот во кој што го приредува тоа. Например, да не биде шарено, забавно, привлечно, црно-бела боја и да може да пишува спортска обложувалница на низ. Сакам да кажам, има работи кои што може да се направат за вие да ограничите пенетрацијата кои што игрите на среќа го имаат. Но тоа не е целта на овој закон. Добро. А целта на овој закон е личните деловни интереси на луѓе од ДУИ и на луѓе од СДСМ. Тоа се покажува преку низата скандали кои што ги гледате поврзани со државната лотарија. Дел од нив објавени од ВМРО, да поменам, дел од нив објавени и од голем број независни медиуми. Тоа е првостепениот елемент, а вториот елемент е давање на примат на онлайн игрите на среќа, кои што се по сите информации кои што ги имаме тесно поврзани со луѓе од ДУИ. Факт е дека ваква непромислена одлука, ваква одлука кој што ќе видат граѓаните, само ќе ја прошири пенетрацијата на игрите на среќа. Тоа го гледаме, на пример, ако целта е да се намали пенетрацијата на игрите на среќа, зошто државната лотарија набавува илјадници слот машини во истиот период. Има што може да се направи, има што треба да се направи во делот на регулацијата на таа дејност, но факт е дека носењето на овој закон става под ризик 15 до 20.000 наши сограѓани во моментот од гледна точка на нивните работи. Бидејќи тој сектор во приватниот бизнис вработува е меѓу најголемите вработувачи. И сериозно придонесува кон буџетот. Затоа вакви одлуки треба да се носат промислено врз основа на пракса кои што ги имаат многу земји. Јас се согласувам дека целта треба да не биде намалување на игрите на среќа. Но целта на овој закон не е тоа.